сезона на вируси, на грип, вакцинацијата мора да се одвива редовно. Со докторка Сања Цилевска-Младиновска од вакциналниот пункт во Букурешт разговараме повеќе на оваа тема. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите. Некако со посебен акцент на тоа дека треба да се одвива редовно. Ќе стигнеме до тоа прашање. Докторка, каква е моментално состојбата со вирусите, со грипот? Постојано слушаме за зголемување на бројките, следиме што се случува во регионот, неминовно е да стигне и кај нас. Да, веќе од оваа недела почнува полека да се зголемува бројката на заболени од грип, иако изминатите недели беа сите други вируси актуелни, посебно кај малите деца. Така да бележевме малце помал број на пациенти кои што доаѓаат на дневно ниво да се вакцинираат, дури и оние што доаѓаат кои што доцнат, да речеме, од предвидениото време кога требало да ја примат соодветната доза. Дури и тие пациенти кои ќе ги прашаме нели зошто доцнале, кажуваат па бевме болни доста долго време, чести настинки. Така да навистина овој период беше период на интензивно разболување кај малите деца, еден за друг вирус кој што се надоврзуваат, до сето тоа придонесе наглото заладување на времето, енормното загадување на кое што малите деца се посебно вулнерабилни. Така да, еве, се очекуваме и грипот да земе замав, меѓутоа тоа е тоа, како и секоја година ќе се бори. Да, тоа сакав да прашам, како и секоја година, да, се очекували некоја поинаква слика, следејќи го регионот и следејќи го она што се случува, период на доста патување, период на можеби малку поинтензивно сега пред новогодишно патување, па некако за нова година празниците дома си е дома. Да, така што се што ќе најдеме надвор од дома ќе си донесеме дома. Следејќи ја сликата, се очекували поинакво нешто годинава или се тие тековни и симптоми и состојба на грип која што е секоја година? Искрено оваа година баш и со колегите коментираме дека некако покасно почна. Бевме навикнати веќе на оние големи гужви и редици во амбулантите уште, да речеме, од ноември месец, меѓутоа сега некако полека почнува, значи втората половина на декември да се создаваат оној зголемен број на заболени деца. Така да очекуваме сега малку со распустот тоа малце да се смири, меѓутоа како и секоја година знаеме дека со тргнувањето на учениците во второ полугодие, дека после празниците, дека пак следи оној пик. Збукнува, да. Да, и односно пикот на грипот е секогаш најголем во февруари, и тоа е така секоја година и оваа не би била исклучок, иако малце покасно почна, да речеме, онаа зголемен број на заболени од грип. За среќа вакцинацијата си се одвиваше на време, почна, значи негде од 16 октомври почнавме со вакцинација, доста голем број на граѓани, околу 78.000 се извакцинираа, меѓу кои има и деца. За среќа секоја година бројот на деца кои што се вакцинираат е поголем, меѓутоа се уште не е на она задоволително ниво колку што ние би сакале да биде. Меѓутоа сепак сме задоволни. Со бројката на вакцинирани граѓани сме задоволни до сега. Докторка, ќе продолжиме разговорот, ајде да видиме во живо како е во вакциналниот пункт во Ченто. Колегата Ване Марковски е веќе подготвен. Ние пренесува сликата. Ване, надополниме со информациите, слушаме со внимание. Да, јас се наоѓам во поликлиника Ченто, доктор Албина Бекташи Керими, доктор педијатар, ќе биде наша соговорничка, ќе се вклучиме во темата за која што разговара и мојата колешка во студио, докторка. Тука ми кажавте, работите теренски за вакцинирање на стари, болни, изнемоштени лица и лица по старски домови. Како помина годинава засега оваа теренска активност во врска со вакцинирањето на овие лица? Добро утро на вас, добро утро на сите што не следуваат. Споредба ова година со минатава година и годините во минато, значи што вакцинираме редовна вакцинација, теренска вакцинација, значи е по висока бројката на вакцинирани луѓе, пријавени луѓе, затоа што кај на нашиот пункт, значи ние имаме теренска повеќе вакцинација, значи тие ги опфаќаме домовите за стари лица и неподвижните лица што се пријавуваат. Во однос, ако споредуваме со од година во година, каков е генералниот впечаток и статистика, дали расте бројот на лица кои што ја примаат оваа вакцина или опак ги интереса? Очигледно ова година растеше бројот, дури можам слободно да кажам, дупло од минатава година.
На што се должи тоа? Дали конечно граѓаните ги слушаат повеќе советите на докторите? Да, сигурно дека ги слушаат повеќе советите на докторите, но има и случаи што се вакцинираат редовно по 3-4 години и они се најдобар пример за потикот на другите, да речеме, пациенти, луѓе што примат вакцина. Зошто е важно повозрастните лица да ја примат оваа вакцина? Зашто ствара имунитет после 3 до 4 недели, значи после вакцинација ги штити болните луѓе, да речеме со хронични болести поготово, од тешкиот вирус, значи вирус за инфлуенца и околните луѓе околу нив ги штити секако. Така. Кажав доктор педијатар, би сакал да го искористам ова вклучување да ја прашаме секако и за најважните, најмалите, тоа се децата, од колку годишна возраст се препорачува да ја примат оваа вакцина и колку е таа добра за нив? На нашиот пункт ние имаме и деца што редовно се ја примат вакцина, но за жал се во многу мал број. Од 4 годишна возраст ние имаме пациент до 9 што примат вакцина редовно секоја година. И препорачано е, добра е вакцината за тие што се индицирани за ова вакцина. Се враќам на теренските активности, тие предпоставам дека се уште траат, додека трае и ладното време, трае и вакцинацијата, додека има залиги. Да, секако дека трае уште, ние домовите ги посетивме тука, сите во нашата општина, ги опфативме сите тие што ни беа пријавени по домови неподвижни лица и имаме период што вакцинираме постари лица на 65 годишна возраст секој ден од 13 до 14 часот секој ден во нашата поликлиника. Ви благодарам многу на овие информации, само што дојдовте на работа од Куманово, ви посакувам убав и успешен работен ден. Благодарам и на вас, ние без вас не можеме, тука сме и добар потик до граѓаните да се вакцинираат редовно секоја година од ивреди. Благодарам многу. Ако вие не можете без нас новинарите, што би правеле ние без докторите? Ви благодарам многу уште еднаш за ова вклучување. Јована, верувам дека дадовме доста важни одговори кога станува збор за активностите поврзани со вакцинацијата во поликлиника Ченто, пред се за постарите, односно повозрастните лица. Ти благодарам, Ване, често знаеме да се пошегуваме и со гостите, особено докторите, кога ќе дојдат, што помалку да се гледаме, но да, што би правеле без нив. Ти благодарам, продолжуваме понатаму. Да одговориме на некои нејасноти во поглед на вакцинацијата. Често знам и да слушнам и да прочитам дека ја доби редовната вакцина за сипаници, веќе ги земеме како пример, но за краток временски период фати сипаници. Сега, вакцината, од кога ќе се стави вакцината, од кога ќе ја прими пациентот, дали е дете, дали е повозрасен, колку е потребен временски период да почне таа да делува на имунитетот? Така да, за секоја вакцина постои некое време, средно го земаме периодот кој што е најчест за сероконверзија, викаме ние, односно за вакцината да почне да го создаде она имунолошка каскада и да почне да создава антитела против тоа заболување за кое што се вакцинира, тој антиген што го има во вакцината, така да тоа некаде период од прилика 2 до 3 недели. Има минимални разлики помеѓу вакцините, меѓутоа во средно време тој период 2 до 3 недели. Често го добиваме тоа прашање, на пример детето треба да прими вакцина за сипаници, родителот вика, ама нема потреба, тој веќе прележа сипаници. Треба и родителите да знаат дека постојат многу видови на сипаници. Во редовната вакцинација, во редовниот календар за имунизација се вакцинираат децата против 2 типа на сипаници, тоа е морбилите и рубеолата. Тоа се и 2 ситни типа на сипаници. Оно што децата најчесто го прележуваат сега во овој период доцна есен, рана пролет и она што секогаш во сите месеци е на врвот на заразни болести кои што се пријавува на месечно ниво, тоа се варичелата, тоа се овчите сипаници или крупни сипаници. За тие сипаници се уште нема вакцина во редовниот календар за имунизација, меѓутоа има вакцина која што е наменета за децата и возрастните кои што се од некоја причина со послаб имунитет. Дали тоа е некое заболување, иако и по желба на родителите може да си ја примат и вакцината за варичела, затоа што во дел од западните развиени европски држави вакцината за варичела е во редовен календар на имунизација. Докторка, дали тоа значи дека е заштитата за целиот живот? Да, заштитата е за целиот живот. Што е со оние случаеви кога крупните сипаници, ќе кажат ако ги прележиш, си ги прележал, што е со оние кои што и возрастни од своите деца добиваат крупни сипаници? Да, тоа често ни се случува, морам да кажам. И сега и возрастните малце се алармирани, па често
не прашуваат дали можат и тие да примат вакцина. Да, во Центар за јавно здравје има вакцината за варичела, со одреден финансиски надомест може да се ја примат. Некогаш се случува да се прележале сипаниците, меѓутоа да нема таков податок, па некогаш има и опција да се направат и антитела, да се провери дали една индивидуа прележала сипаници, иако возрастните навистина во најголем број од случаите тешко ја поминуваат варичелата и често пати се побаруваат хоспитализации на инфективната клиника, често се со компликации од самата болест. Какви компликации може да настанат? Од варичелата најчесто се тоа пневмонија, значи долно-респираторна компликација и често може да бидат и невролошки компликации типот на менингоенцефалити или церебелити, исто тоа може и кај малите деца. Тоа е сепак од имунолошката реактивност на вирусот, кој што може кај возрастни да биде и невротропен, односно да го нападне нервното ткиво. Така да дефинитивно кај возрастните се препорачува, посебно тие што имаат мали деца, да се го проверат статусот, дали прележале варичела и доколку не, има опција и за нив да се вакцинираат. Младите ја подценуваат ли опасноста од грипот? Младите, особено тинеџерите, адолесцентите? Да, дефинитивно да. Иако морам да не ставам тука и нас докторите што сме помлади, иако и ние сме во онаа ризична група за... Ви сте изложени постојано. Да, и ние сме во ризична група како здравствени работници, меѓутоа не многу од младиве колеги се вакцинираат за грип. Сепак полесно поминуваме, да речем, иако грипот сам по себе 3-4 дена не е благопријатен да се прележи ни за млади луѓе, значи баш онака легнува во кревет и некогаш бара да се одлежи баш убаво некои 3-4 дена, затоа што е пропратен со јаки болки и изнемоштеност. Нема причина да не се вакцинираат, така да слободно мислам. Сите што се ризични групи дефинитивно, а и потреба имаме луѓе што се вакцинираат со финансиски надомест од комерцијалните вакцини секоја година и се навистина презадоволни. Ќе го искористам она што го велат за докторите, дека постојано се изложени на вируси, грипови, бактерии, ти имаат посебен имунитет. Дали е тоа вистина така и дали од друга страна значи дека луѓето кои што се постојано во социализација со други луѓе, дека градат некој имунитет кој што е посебен и поотпорен. Дали има вистина во тоа? Да, дефинитивно сме отпорни, иако да речеме се присетив кога беше епидемијата со морбили, кај што видовме многу непријатни слики, имавме доста колеги од специјализанти, јас тогаш бев специјализант, меѓутоа и специјалисти кои што се разболеа од морбили, за жал. И некои од нив беа хоспитализирани, некои развија и некои компликации од самите морбили, така да дефинитивно не сме индивидуално и не сме толку отпорни, напротив сме многу изложени професионално и навистина треба да се заштитиме и ние како и останатите граѓани. Периодот на распуст, ајде да ги споменеме децата. Многу често родителите го користат за вакцините кои што се изоставени од вакциналниот календар, да се картончето да се пополни во целост. И тој период го користат најчесто да ги примат вакцините. Понешто можев да прочитам, многу често тоа е дитеперот, тоа е МРП вакцината, како да речеме комплексни, ги оставаат за месец јануари. Сега, од друга страна, пак се очекува да биде зголемен бројот на грип, на повеќе на вируси, на заболувања. Децата, ако се дома, возрастните се во контакт со, излегуваат на работното место, во контакт со луѓе, може да донесат нешто. Да ги поколебали родителите тој период или сепак да го искористат и да го пополнат вакциналниот картон онака како што треба. Ај малку да одговориме на сите недоумици кои што ги имат, претпоставам дека прашањата и често и до вас секојдневно доаѓаат. Многу интересно тоа што тоа е еден мит кој што се пренесува дали по социјалните мрежи, дали од родители на родители, да. Значи дека родителот па се припрема посебно за МРП вакцината, дека ќе земе одмор, дека мора да седи дома 2 недели. Морам да кажам дека тоа воопшто не е научно оправдана пракса и дека никаде во светот тоа не се практикува. Значи детето кога ќе се вакцинира да седи 2-3 недели дома, тоа нема никаква потреба од никаква причина да се случува. Напротив, создава дополнителна паника, тензија кај родителот дека треба да земе одмор, дека треба да седи дома, дека детето не смее да мрдне нигде, дека не смее да оди по роден ден и тоа им создава дополнителен стрес и тоа е причина плюс заради кој се одложува вакцинацијата. Тоа не е точно, значи детето се вакцинира здраво и продолжува да функционира во средината исто така здраво. Доколку се разболи у меѓувреме од некоја, нели оди во колектив, посетува градинка, училиште, доколку се разболи во меѓувреме од некоја друга вироза, бактериска инфекција, детето ќе си ја помине. Значи неговиот имунолошки систем е спремен да одговори на вакцината и на потенцијалните
вирози. Сега веднаш е тука прашањето дали дополнително можат и две вакцини да се примат во исто време. Да, постојат вакцини кои што се комбинираат заедно. Кои се тие вакцини што може да се искомбинираат? Да, сите инактивирани вакцини може да се дадат заедно, може да се дадат, ние ги викаме живи, нели оние кои што имаат реактивен дел, кој што е не атенуиран, значи цела, на пример рота вакцината кој што содржи жив вирус, кој што не е инактивиран, значи меѓутоа му е одземена оној геном, оној генетски материјал кој што е предвиден да предизвика болест, оставен е само генетскиот материјал кој што е потребен за да предизвика имунолошка реактивност. Тоа е всушност идејата на вакцините. Порано сите вакцини беа живи, сега нели со цел да направиме помалку реакции кај децата, кај возрастните, се прават биоинженеринг за да се остави само делот од бактеријата, од токсинот, од вирусот кој што е имунолошки реактивен. Така да најголем дел од вакцините кои што ни се сега во календар се инактивирани, мртви во народот значи вакцини. дека МРП и ДТП може да се МРП е жива вакцина, затоа што значи, содржи жива компонента, меѓутоа може да се комбинира и жива и инактивирана вакцина. Значи може да се прави таква комбинација. Един од две живи вакцини, ако не се дадат, може и тие да се дадат истовремено, како што е на запад, на пример морбили и варичела, и имаат дури некои комбинирани компоненти, комбинирана вакцина која што е со едно боцкање, ги содржи и двете морбили, рубеола, фактички трите компоненти од МРП и плюс за варичела, значи 4 компонента. Меѓутоа, идејата со живите вакцини, ако не се дадат во исто време, тогаш треба да се почека период од најмалку 4 недели, за да не се дава претходно, исто како и со БСЖ вакцината, кога се дава во комбинација со други живи вакцини, за да се предизвика правилна имунолошка реактивност на организмот. Докторка, вие ни дојдовте после дежурство во поликлиника Букурешт. Битпазар, да, тоа е мој педиатрискиот. Да, во педиатрискиот, да. Да, таму вие дежурството, се извинувам, да. Како помина вечерта? Велите постојано доаѓаат пациенти, на што најмногу се жалат, што е она што преовладува и како симптоматологија и кога треба родителот, па и повозрастните ние, кога треба да изреагираме и да дојдеме на преглед? Најмногу родителите ги секира дефинитивно температурата, тоа е секогаш така. Актуелниот грип што е сега оди со многу високи температури, до 39 со 5 да речеме, и децата се многу изнемоштени. Родителот кажува дека се динамични, дека не стануваат од кревет, дека одбиваат храна, одбиваат течности, тоа дефинитивно имаат високи температури. Не го издржуваат оној период да речеме од 6 до 8 часа кога треба повторно да се даде лекот за температура, и дефинитивно тоа најмногу ги плаши родителите, затоа што мислат дека станува збор за некоја сериозна компликација или сериозна бактериска инфекција. Меѓутоа во сите случаи кога пошто имаме и лабораториски можност да направиме и крвна слика и инфламаторни маркери, го добиваме онаа класична клиничка слика за грип, ниски леукоцити, меѓутоа високи температури, тоа е типично кај грипот. Морам да кажам дека децава знае да ги држи 6-7 дена, така да кај родителите ете да има една смиреност, да не ги фаќа паника, значи некаде до 7 до колку може, да. Колку може во таа ситуација. Некаде до 7 дена знае да ги држи температурата, иако веќе последните денови они се малку подобри, подинамични, побаруваат храна и течности. Најбитни се течностите, секогаш кажувам, затоа што и самата температура допринесува кон губење на течности, една појава на дехидратацијата дополнително го прави организмот изнемоштен, посебно кај малите деца, така да дефинитивно течностите се најбитни. Стално викам, не ги терете децата да јадат кога се болни, навистина не им треба толку храна колку што им требаат течности и одмор, се разбира витамини и храна која што е полесна. Добро, а за нас возрастните? Ајде и тоа да не да, кога ви ги прашавме? Исто и за нас возрастните. Некогаш некои луѓе што се навистина упорни, се разболени, па ќе примат лекарство, па одат на работа, грипот сака да се одлежи. Значи тоа е така и значи 2-3 дена препорачуваме да се одлежи, организмот да собере сила и енергија за побрзо да заздрави. Она што би сакала на крајот да го заокружиме разговорот е па можеби една од најголемите полемики изминативе денови, а тоа е дали носењето на маска ќе не заштити, ќе ни помогне што од загадувањето, што од контакт со лица кои што ако треба да посетиме некој од клиниките и така натаму, кои што можеби имаат грип или немаат. Кој е вашиот совет? Многу се полемизираше. Еве изминативе денови навистина е една дискусија по социјалните мрежи особено. Се полемизираше и во времето кога беше коронавирусот за децата кои што постојано мораат да носат маски, за штетното влијание наспроти тоа од што треба да се заштитат.
Каква е сега состојбата? Што вие советувате? Маските дефинитивно заштитуваат, посебно кај повозрасните лица. Кај децата немаме толку потреба, затоа што децата се во колективи, маската многу нема да ги заштити, плюс често ја допираат со рацете, ја вадат, ја ставаат, така да веќе маската кај малите деца е повеќе штетна отколку корисна. Меѓутоа кај возрастните луѓе, посебно кои што одат на редовни прегледи, посетуваат клиники каде што има голема фреквенција на луѓе во затворени простори, се препорачува да носат маски, затоа што грипот, како и другите актуелни сега вируси и инфекции, се респираторни, значи се пренесуваат преку оние невидливи капки додека зборуваме. Маската дефинитивно ќе ги заштити од тоа, така да кај повозрастните, кај болните луѓе, кога одат во затворени простори, колективи, здравствени институции, дефинитивно да си носат маски. Тоа се оние обични плави бели маски. Надвор за загадувањето се повеќе луѓе гледам исто и деца носат КН маски, тоа е сосема оправдано. Значи пием частичките деновиве се баш во пик и тоа го гледам и кај децата кои што имаат хронични респираторни проблеми, астма, алергиски заболувања на респираторниот систем, на вистина кај нив доста се влошува клиничката слика, има потреба од зголемување на хроничната терапија. Кај нив дефинитивно се препорачува кај децата да носат соодветни маски за оние КН маски за заштита од ПМ частичките. Благодарам докторка, благодарам за разговорот. Се надевам дека еве сега ќе имаме и дожд, ќе го расчисти воздухот и никако маската ќе остане символика и асоциација за децата само за 1 април. Така е, да. Ќе треба да се маскираат. Да, благодарам за разговорот. Посакувам да имате што полесен период во наредниве месец до 2, кога и го очекувате поголемиот пик и пациенти. Така е, да, и ние се надеваме. Би се придружила на поздравот и на благодарноста на Албина. Навистина ви благодариме на вас новинарите, кои што секогаш ја поддржувате вакцинацијата и придонесувате да се бориме против оние митови, недоразбирања кои што се на социјалните мрежи. И навистина голема благодарност до тоа и повик до сите родители кои што деца не се редовно вакцинирани да го сторат тоа и да го искористат зимскиот распуст, можеби за тоа.